Ете го, повторно ќе кажам, аплаузот ми е знак дека треба да излезам, да се појавам пред вас, почитувани гледачи, и се разбира да го најавам и денешното издание на Фидбек со Елена. Ајде официјално добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Фидбек. Верувам дека и денеска ќе се дружиме, ќе имаме супер атмосфера, ќе имаме одлично расположение и се разбира дека ќе се надевам практично дека ќе уживате во содржините и со гостите кои што ги одбрав денеска за вас. Сабота вечер, терминот е 19 часот и 30 минути, што значи дека е идеално време за вие да се опуштите покрај малите екрани, едноставно да ги оттргнете лошите мисли и да уживате во една убава, спонтана атмосфера, во една убава, би рекла, во едно вакво обкружување и се разбира со прекрасни гости и со прекрасни тематики. Нема да должам многу, имам само да кажам да најавам две гостинки кои што се практично од седмата уметност, така се вика уметноста на театарот и филмот, а за кого точно станува збор, останете, ќе видите за кратко. Знаете каква привилегија имам? Прво да си ги видам гостите, да си ги пречекам во телба. Потоа си ги гледам на фотографии, па потоа ви ги најавувам вас, за да знаете и вие за кого станува збор. Колку што видовте на фотографиите, мојата прва вечерашна гостинка е една прекрасна дама. Би рекла дама која што и такако брилира на сцена. Кога е присутна на сцена, ви го одзема комплетно вниманието. Инаку е наша телевизиска, театарска и филмска глумица со, би рекла, баш онака богато искуство зад себе, не знам дали веќе 20, можеби 30 години на сцената, ке ни каже самата таа. Вечерва ќе зборуваме за уметноста, ќе зборуваме за сцената, ќе зборуваме за што значи животот да се биде актер, што значи животот во самите улоги, меѓутоа што значи и животот зад улогите. Нема да должам многу, ќе зборуваме со Гордана Ендровска. Гоца, повели. Ајде вака, ќе се вушнеме, ќе се поздравиме. Добре ми дојдовна, повели. Најдов. Благодарам на поканата и честа е моја. Искрено се радувам што сте ми тука и ти, и следната наша гостинка, која што се уште не ја откриваме. На почетокот си ги поставуваме оние прашања да ве запознаеме малку од еден поинаков агол и оние или прашања. Може. Може? Да. Добро. Неизбежното прашање, театар или филм? И тоа и тоа. Немам тука да и не. Нема. Не влече нешто малку повеќе? Вака, можне различен е приодот кон камера и кон публика и поинаков интензитетот со кој што се влегува, се добро да не објаснуваме многу, тој што го работи тоа знае. Има голема разлика, меѓутоа како предизвик за актерот е и едното и другото, со тоа што публиката дава еден друг тип на топлина или не знам, тој аплауз кога ќе го чуете не се заменува со ништо друго, а од друга страна пак, кога ќе направите нешто добро што станува трајно, исто така е возбудливо кога ќе се видите на големо платно, филмско и така. Така е, навистина се служува, мислам дека едно од најтешките, најбаналното, најупотребуваното прашање, меѓутоа од иста страна можеби и најтешкото за глумците да се одговори. Да, и не може да се одбере страна, бидејќи кога си актер, значи сите облици на, еве како да ги кажам, на актерување, ни се подеднакво и возбудливи и интересни. И драги. Можеме секаде да си најдеме начин како да се изразиме. Така. Комедија или драма? Драма. Драма, добра. Главна улога или споредна, ама карактерна улога? Низ искуството ми се покажало дека споредните, а карактерни улоги се малце и поголем предизвик, бидејќи имаш ограничено време на сцена, помало визави нели актерот кој игра главната улога, си некако во функција на тој актер што е главна улога, меѓутоа во тоа кратко време треба да донесеш се, цел еден живот со тебе. И затоа се многу попредизвикувачки. И се поинтензивни можеби, реално. И поинтензивни и во настапот и во изразот според мене, и кога се работат се многу како да кажем, исто така се збиени, значи исто така има потреба од работа на нив,
без разлика што си само кратко време на сцена. Така. Треба од првиот секунд да се знае кој си, како си, кога ќе влезеш, веднаш да се определиш себе си. Немаш простор и време да тоа трае, нели, па низ едната сцена те запознат малку, па низ втората повеќе, па третата, да градираш некако, него не. Така, Тоа е така. интензивно. Импровизација или строго по текст? Можем да се снајдам и во импровизација. Импровизацијата внесува една друга свежина, секогаш да ти биде нештото како прв пат да го играш. Одново, така. Одново. И така што убаво е со тоа што има одредени типови на представи што поднесуваат импровизација и одредени не може представи секаде да се не може секаде вметне. да се вметне. Така. Кога си игра еден Шекспир, нели? Тоа, да Апсолутно. се разбереме. Тука нема Премиера простор. или реприза? Премиера. Премиера. Сепак возбудата е Да, друг да, тип. да, да. Камерна представа или представа во голема сала? Исто како првото прашање што ми го постави, значи исто ми се драги. Различен е, пак ќе речам, дозирањето на емоциите, во смисла на колку ги даваш. Значи, кога е представа за многу полн салон, ако те слушнат до 17 ред, тоа е добра работа. Значи, треба погласно да говориш поинаку. А кога си во камерна, тоа ако го направиш, кога тој што те гледа е до тебе на одредени Буквално ти диша 50 вака. сантиметри, Јасно. секако дека нема да е тој интензитет употребен. Верувам. Добро. Класични дела или современи? Подеднакво. И тоа е тоа. Да, сакам Добро. кога се расте, кога се менуваат работите, ние не сме нели само од минатото Така, паралелно де и па ние само растеме, тоа се да се зребаме работи, така и на е, нас така. ни треба предизвик некаков. Омилена песна од глумците пеат. Омилена Што си ја песна изведела? што Што сум си ја издала? учествувала, што сме. Па јас во принцип секогаш пеам заедно со мојата Во група сте, четворка, знам, ние сме да. секогаш во група. Ние сме едни од привилегираните што сме од класа иста, заедно студиравме, се познаваме многу добро. Тоа се Билјана Драгичевиќ Пројковска, Кети Илиевска и Калина Наумовска. И секогаш со нив правиме точки и некако не сум се охрабрила, осмелила или така едноставно не се поклопиле куцките да и сама да настапам. Така што најдрага. Може би Тина Тарнер ни беше најголем предизвик. Тоа беше првата година кога ги повторно кога ги оживеавме. Да, добро. Ентони Хопкинс или Даниел Дел-Луис? Ентони Хопкинс. Ентони Хопкинс и од жените Џулија Робертс или Никол Кидман? Џулија Робертс, дефинитивно. Супер. Фала ти, Гуца, се гледаме на позиција. Keep the fire. Што е убаво вака кога си имате кај убави па и мокини жени овде во студиото, а плюс денеска верувале или не ќе бидеме само 3 жени, бидејќи Брик нема да ни присуствува, така да како ќе се справите со нас и со оваа женска енергија останува да видиме. Ајде вака сега како да ја најавам мојата следна вечерашна гостинка, исто колешка на Гордана, заедно работат во Драмскиот театар во Скопје. Мислам дека е многу присутна на сцената на Драмскиот театар, па и не само на театарот, ја има и во телевизиски и во филмски улоги. Исто така една прекрасна дама која што плени со својата појава, затоа што сама по себе е интересна како лик, меѓутоа и има еден силен израз кога ќе излезе на сцената и тоа е тоа, ве купува веднаш. Инаку, потекнува од театарско семејство, кирка на познатиот актер Дима Илиев. Вечерва ќе зборуваме за предизвиците на професијата и за сето тоа што следува заедно со глумата. Дами и господа, Трајанка Илиева Таци. Одлично. Како си ми ти? Одлично, супер. Еве, повели. Знаеш како кога имам вака прекрасни гости, некогаш ми е дури тешко како да ве најавам со оглед на тоа дека имате навистина голем багаж, ова ќе го кажам во наводници, во однос на работа, во однос на тоа кој сте, што сте, да не почнам сега сопруги, мајки и така натаму, сето тоа се дел од вас, меѓутоа треба да имам најава од да немаме емисија. И помина треба само емисијата. најава, така. Ајде одиме со оние или прашање. Ајде. Дали би одбрала улога што те плаши или улога што ти е комфорна зона? Што ме плаши. Да. Во комфорна зона немаш предизвик.
Да, и нема раст, нели? Нема раст и никогаш не знаеш на што си, никогаш не знаеш дали си во добар правец или не, а улога што те плаши, постојано се преиспитуваш и на тој начин стигнуваш многу подобро до некаков резултат. Верувам дека е така. Прва проба или премиера? И... Возбудата на прва проба секогаш ја има, возбудата на премиера секогаш ја има, така да. Да, и секогаш кога ќе стигнам до премиера се навраќам, ми текнува како било на прва проба и кој се пат ние сме го изоделе да стигнеме до таму да кај што сме. Така да и едното и другото, па и целиот процес. Значи, човек што си ја сака професијата од прва проба до премиера, се му е предизвик, се му е возбуда и едва и чека да стане и да отиде на проба. Верувам дека е така, посебно се гледа и во вас и во вашите изведби, тука нема муабет. Фала ти. Спонтана емоција или технички прецизна игра? Мораш да си прецизен. Добро. Но секогаш е драгоцено кога ќе те надвладее нешто плюс, ама ќе мораш да го исконтролираш. Ќе можеш само да го употребиш во свој прилог. А мораш да ја контролираш емоцијата. Колку и да е спонтана и е добре дојдена, секогаш мора да е под контрола. Јасно. Тишина на сцена или некаква силна емоција? Од твоја страна? Па некогаш тишината е многу силна емоција. Тишината знае баш да купи и знае баш да го исполни цел салон. Така да јас мислам дека тоа е едно те исто. Едно исто, да. така. Да, Може тишината би, може да тишината биде... е... Тишината и така знае да лае, да вика и да вришти. Дури некогаш и повеќе и од зборови, некогаш и така. повеќе. Улога што публиката ја сака или пак улога што критиката ја цени? Па многу често одат рака се под рака. поклопуваат, Многу често се претпоставувам. поклопуваат, меѓутоа секогаш ми е подрагоцено на што го мисли публиката и како публиката реагира. Видете како критичарите ќе дојдат да изгледаат една представа. Можеби не си во полна енергија тој ден, ние сме сите живи луѓе од крв и месо, фала Богу. Нормално. Меѓутоа наградата која што и најчесто критиката доаѓа во почетокот, дали е премиера, дали е реприза, но како се разигруваат представите, така се повеќе И ти влегуваш во самата нормално улога и публиката веќе ја доживува подобро представата, ти си посигурен во тоа што го правиш, така да секогаш е публиката на прво место. На прво место. Да. Добро. Негативец или хероина? Многу сакам негативни ликови. Да? Да. Па поготово Интересно. кога се херои. Се хероини, така, негативните кога ликови. навиваме всушност за негативеца. Кога навиваме. Негативец си, ама сакам, навивам за многу ми е негативец. попровокативен. Принцезите некако ми се... Никогаш и не сум ги имала нешто многу... А баш кај досадни се. Па да, па да. Мислам, не сакам треба да си убава. Лошо да звучам, ама досадни Не, се. сакам карактерни ликови. И ако се негативци, тоа е најдобро. Така. Истото прашање како на Гоца, камерна представа или голема театарска И сцена? тоа е тоа. Истото. Добро. Истото. Омилен дел од Скопје? Дома? Добро. Не знам. Добро. Освен Океј. дома, драмски. Драмски, Дома океј, и околината на Драмски. Да, мислам јас секаде сакам кај што одам со децата, кај што шетам и сето тоа е супер. Меѓутоа најубаво се чувствувам дома и во Драмски. Добро. Скарлет Јохансон или Кейт Бланшет? Кейт Бланшет. Предпоставив. И Хоакин Феникс или Том Хенкс? Јоакин Феникс. Мој човек. Така, супер. Повели се гледаме. Фала ти. Дими, вака си направив, па си се разиграв. Немој, не разигруе. Па зашто да не ме разиграш? Да се расфрлиме тука по студиото, зашто да не? И така ве собрав од проба. Ето. Така да можно и да се разиграме, може и да се распееме како ќе ни тргне муабетот. Ќе видиме како ќе не води. Ќе видиме како ќе не води. Јас овде се разбира уште еднаш морам да кажам дека ми е исклучително драго што ги имам и Таци и Гоца овде заедно со мене. Рековме дека може да си се викаме со тие имења претходно, рековме дека ќе си се обраќаме на ти, затоа што сме си драги пријателки и познанички. И уште еднаш ви благодарам што се одзвавте и што дојдовте во фидбек. Па и редно беше. И редно, значи Таци. Се договараме повеќе од година Јас завчера кога беше кога ти пишав, викам толку, не пишувам веќе ништо. Затоа што не знам, Гоца не знае, а се договоривме со Таци да дојде. Нешто ќе се случи. Нешто се случува. Таци болна, дете болна, мускулскина. Таци болна, дете болно. Не дај Боже, нешто падна, Скинав мускул. мускулскина. И на крај викам, значи не, страх ми е да те праша. Па не бил денот дојден, Страх ми требало е да со те мене праша. Требало да со биде, тебе. да. Така е.
Требало да. Требало со мене. А редно беше, ајде и официјално добре дојдовте. Драги мои девојки, би сакала да ве прашам, оно што на почеток секогаш ми се поставува како прашање, кога дознавте и како знаевте дека сцената ќе биде вашето место на творење и на постоење? Ајде, еве јас како постара, нели, колешка? Да, не е важно редословно, вие си го одредувате. Се шегувам. Вака, јас прв пат сум застанала на сцената, уште па може би далечната, немам појма која таму 70 и можда 5-6 во стариот Народен театар во Битола, кој е рушен после тоа, ама во контекст на некој јубилеј за градинката, некој спремен балет имавме и така натаму. Но, тој мирис ми остана како на здрвите и ден денес го памтам. Не важно. Понатаму, никогаш не бев од оние деца што мислеа дека сега јас од мала па сакам многу сцена, сакам експонирање. Напротив, бев многу срамежливо дете, затворено, некако не ме привлекуваше тоа се до моментот додека некаде во средна школа не побара статисти за Битолски театар, иначе битолчанка сум родена таму и сум живеела до завршување на средно училиште. После тоа студирав тука и останав тука до денов денешен. Дома ми е Скопје и тогаш сватив, кога стапнав на таа сцена, дека тоа е едно место кое што има еден специфичен магнетизам и каде што јас се чувствувам многу комотно. Јас не сум знаела дека таму можам, дека можам таму да се чувствувам толку природно и нормално. И се што се бара од мене да си го направам се на така лесно од тие детска, не бев ни дете толку, некој 5-16 на години. Баш почеток на средна школа и после тоа веќе знаев дефинитивно, веќе кон 3-4 средно дека тоа ќе биде позивот кој што мене едноставно ќе ми го обележи животот. Мислам, многу го сакав тоа, не знаев дали ќе бидам примена, меѓутоа ето, и се посреќи и така. Одлично. Таци, кај тебе, добро, кај тебе веќе има и генетика. Има и генетика, меѓутоа ете тој мирис, што го кажа Гоца, ја мислам дека е пресуден за се што ми се случило до денес во животот. Го дишев тој мирис јас во театарот на секоја нова година, која ни даваа пакетчиња. И на сите други представи на кои што сум одела во театарот, и секогаш кога сум ги гледала актерките на сцена, како јас ова би можела да го направам, можам ли јас ова да го изиграм, но никогаш не сум го изговарала гласно, затоа што сум знаела дека секогаш бил татко ми против тоа, да негово дете се занимава со таа професија, никогаш не сум ни одела по секции драмски и така натаму, се до моментот кога ете одлучив дека ќе морам да се спротиставам на како изреагира татко ти? Тоа што ти требала работа. Не, он дозна кога требаше да тргнам на приемен, веќе јас студирав физика 3 години пред да се запишам на драмски, без да знае, поднесов документи и сето тоа, и како требаше да тргнам, викам сега ќе дознае, колеги веќе му кажат, морам јас да кажам. И утре дента отишол да ми ги совера документите за да не се запишам, го вратиле од капија, го рекле полнолетна не можеш. Баш кад полно е тука со твои колеги, се вика јас да ги земам документите. Не, тоа не можеш. Не разговараше со мене 1 година. Воопшто ни добро утро, ни добар ден, ништо. И ама сега сме подобро од било кога. Затоа што некако му ги оправдав можда очекувањата ако негово дете треба да биде актер, како тоа треба да изгледа. Браво. Да. Ма вистина интересно. Дали сте можеби се помислила што би биле доколку не би биле актерки? Што би работела нешто друго, што е тоа што ве влече, не знам. Па може пак нешто со сцена, со луѓе, со сцена, сигурно, дали би биле танци, дали би било нешто околу пење, меѓутоа ако може да се склопат сите 3 наеднаш, најдобро. Сепак актерство, не знам дали би работела нешто друго. Така, во овој момент не би можела да се замислиш како нешто друго. Јас исто мислам дека не би ни знаела нешто друго да правам. Веќе со годините сватив, меѓутоа може да ме влече многу пишаниот збор, сакам многу така да си пишувам, некако да си изразувам своите чувства и емоции, да ги ставам на хартија. Не, таква амбиција немам и не го правам тоа толку така, да речам, на начин, него го правам чисто кога ќе почувствувам онака некој изблик, инспирација моментална, па тогаш знам да си го тоа само ставам на хартија.
толку. Во секој случај, во Али- секој случај пак со уметноста би Па биле да, поврзани, тоа секако, сигурно. секако. Во секој случај да е креативно. Секако, да, Јасно, креативно јасно. да е, не можам да се замислам себе, иако во средно училиште запишав во тоа време имаше насочено образование, гимназиите нели не постоја како класични, и запишав математика и информатика. Не дека не ми одеше математика, далеку од тоа. Но јас кога сватив дека не можам да седам на компјутер пасивно толку сати да го работам, Ма тоа сватив шанси, дека така е. не. Посебно не за мене, математика, реков. Не, тоа не А не јас дека одев и толку по ми надпревари смета. математика и физика. Исто ја Никогаш одев, не сум ја меѓутоа сакала. не, ја сакам, но не како да ти кажам. Јасно, My cup of јасно, tea. јасно. Не. А, Препасивно ми е за мојата внатрешна, како да кажам, потреба да се изразам. Еве, на почетокот кога ве прашував меѓу овој глумец или актер, се едно, секогаш има некој што ќе се одвои. Така е генерално со актерите, па сакам да ме прашам што треба да поседува еден актер за да биде добар, за да биде успешен, за да биде препознатлив и за да биде прифатен практично од публиката. Според вас, нормално. Сите си имаме некакви различни критериуми што е добро и зошто е тоа добро, ама еве според вас. Јас може би да знаев поинаку, може ќе го имплементирав и во однос на мојата кариера. Не, меѓутоа ако веќе кажувам што мене лично ме импонира или кога ќе видам некој актер ми го задржува вниманието и здивот ми го одзема е тоа што кога ќе видам актери кои што сепак и покрај се сочувале голем дел од себе и не сакаат да се допаднат по секоја цена. Значи што не играат условно речено за публиката, туку едноставно го прават тоа како што им налага нивниот внатрешен глас, нормално. И ценам вредни луѓе, работливи луѓе, тоа исто се приметува во сите бранши. Талентот е една работа, работата е друга и посветеноста. Кога ќе видиш некој дека е 100% внатре посветен, не може тоа да не избие од другата страна и да не се препознае. Така што сакам изрази на актери кои што буквално задржуваат голем дел од себе си. Значи безпоштедно даваат дел од себе без да калкулираат со ништо. Значи не сакам техникалија во смисла позери, како да кажам. Сега ќе се наместам, убаво го кажа тоа, и ќе се наместам и ќе бидам многу нели убава или убав или не знам. Или фаќање на гигови, па сега ќе направам некој гиг и леле тоа е тој ќе го готово. терам до недоглед. Не, сакам да видам искрена емоција, толку. Нешто зрно кое што ќе го приметиш дека е тоа тој човек и точка. Се служувам и што е најважно, ние публиката што нели поима немаме кога вие ќе излезете на сцена и кој сте и што сте и како сте, меѓутоа не знаете колку се чувствува искреноста на актерот. Талентот е неспорен, значи сега за талентот не зборувам. Искреноста на актерот, тоа што го дава на публиката, енергијата на сцена. Да, посветеност. И тоа е тоа што кажав и за вас двете, што онака те остава на да сакаш да си ти на нејзино место или да сакаш да го почувствуваш тој карактер или лик, тоа е автентичноста на актерот е она кое што го прави да биде посебен и го прави да никогаш не ти е доста од него. Да сакаш да го гледаш и во секоја наредна улога и да се изненадуваш колку е различен од претходниот пат, затоа што едноставно го живее ликот. Затоа што тој го живее прошол ликот и е тој лик свој. низ себе и сега тој е тој лик. Не е тој што бил у претходната представа и ми упали форава, дај сега. Па дај сега ќе го протнам и во овој лик. Не, обично не оди така, се служувам. Колку сте подготвени како актерки да промените нешто кај себе? Од типот на бричање глава, дебелење, слабење. До степен на непрепознатливост. За улога, за добра улога. Без проблем. Доколку е тоа нели оправдано и доколку јас се најдам на вистина во таа улога дека тоа е за мене, доколку е оправдано, тогаш да. А ако не е оправдано само заради некој ефект да се постигне, не почитувам такви работи. Така. Таци ти? Се разбира. Се разбира, било каква промена, ако е во функција на ликот и ако тој лик вреди да се направи, да се направи тоа нешто. Да е осмислено. И тука е пак таа автентичност и оригиналност и така натаму што зборуваме, не, ама тогаш нема да сум убава, тогаш не. Ако треба да се прави крај. Така е. Значи не сме ние позери. Не сме ние манекени на сцена, ние сме актери. Тука, ако калкулираш тоа готово, одма се губи. Ако актерот сака да е само убав и ништо друго, тогаш тоа што е магнетизмот, што викаш да го гледам, сакам да го гледам, да влече, едноставно. Те влече, па нема да влече доколку се... Како што кај некои актери, па едноставно не влече. И сега имаш моментот на
добро, може да е добар, ама не тоа. Некако нема моки да те задржи. Сега зборувам не само за наши актери, светска сцена, Обобщено, филмови или било како, затоа секогаш имаме некој поомилен, некој помалку омилен актер Јасно. и така натаму. Сте имали ли до сега улога која што го променила вашиот начин на живот? Ви го сменила животот, меѓутоа приватниот? Не. Добро. Затоа што не мислам дека како мислиш приватно? Во смисла толку да била јака улогата да едноставно се минува и текот на вашиот приватен живот. Ама многу е здраво да ни излеземе од чевлите на сите улоги кои што ги играме. Добро, па да, замисли да останеш во тие чевли, дури малку страшно делува. Да, тоа е крипи веќе, тоа не е нормално воопшто. Така да во однос ако мислиш на слава или на нешто друго, таму може да се размислува. Меѓутоа ликот како лик да остави последица на нас, тогаш веќе не е повеќе на тоа мислам. Не. И добро е што е така. Добро е што е така. Дури си во ликот го размислуваш, го живееш и сето тоа, додека се прават подготовките за една представа и тоа е нормално. Можеби и дома на некои моменти ќе се фатиш дека правиш некои, не знам дали гегови, мимики или што и да е, затоа што го мислиш ликот, па нешто ете ќе ти излезе од тоа, но тоа е додека се подготвува. После веќе не би требало да остане ништо од тоа. Од ликот, така. Да. Гоце, предпоставувам исто кај Да. Па не, може например повеќе тоа некои одредени хероини од книги или нешто, можеби ќе те пренасочат или ако си во некој момент во некоја одредена состојба кога не знаеш како понатаму се случуваат и такви ситуации, животот е живот и за нас не е добро да ти проделуваат, па нека и позитивно некогаш. Па тоа сакав да кажам, можеби ќе ти се најде нешто во рака, четиво кое што во тој даден момент точно ќе ти заврши некоја голема работа, ти направи еден клик, чекај, борете и ќе најдеш некоја добра позитивна, да речам, насока по која што ќе можеш да продолжиш понатаму. Пошто животот е падни стани. Некогаш треба точно и рачно да се дигне и каде ама ода. тоа се случува и кога на пример и читаш книга и ќе прочиташ нешто. Да, реков книгите повеќе него ли улогите. Него улогите. Тука не сме. Едно, тоа друго, мислам како што функционира, да речам, системов овде. Не сме ние тие кои што бираме. Ретко на која од нас ни се посреќува да одбере улога или да си изигра парче кое што го замислувала можеби што од факултетски денови и сонувала дека ќе го одигра. Сваќаш со тек на време дека тоа не е така во животот и дека тоа се доделени улоги кои што ќе играш она кое што ти го доделиле и во тој смисол ќе си правиш од тоа што ти е доделено, ќе си правиш, како да кажам, еден процес вреден за уживање, почит и внимание. Нормално ќе се дадеш комплетно. Меѓутоа сакам да кажам, остануваат некои работи кои си ги сонувал дека ќе ги изиграш, не си ги изиграл. Така да во принцип не може толку да не треба да делуваат до тој степен. Многу често ги прашувам, посебно кога ми доаѓаат вака актери, глумци, режисери и слично, дали имате некаков ритуал, да речеме, пред премиера, пред представа, пред онака пред да излезете на сцена. Правите ли нешто? Па кај мене е тоа различно со секоја представа. Со секоја представа, некогаш, например, знам со испациентот често, ајде да пукне се поздравиме или пред мојот маж знам дека држам телефон у рака затоа што ја слушам интонацијата, имам страв, од мене почнува представата со давање интонација. Јас имам чувство дека јас ако сгрешам, тоа е веќе сугестивно, нели? Дека цела представа може да фати друг правец. Така. Ја до последно си ја мамкам интонацијата. И ќе дојде жаре инспициентот, дај телефонот, му го давам да пукне и излегувам на сцена. Да, например, за Джеки имам друг ритуал и тоа кај мене има такви во зависност од представата. Да, во зависност од представата си имам, да. Некогаш се собираме, например, за кучето, чудна случка со кучето во ноќта. Еве сега влегувам и во кафески кокони, па се собираме сите колеги позади, па правиме едно спортско нели, секогаш различен текст во зависност од која представа, различно извикуваме. Така да има. Добро, јас предпоставувам дека има, затоа и ве прашувам. Јас пак сум малце поинаков тип. Јас сакам да си бидам спремна, можеби саа време, комплетно спремна, значи пред почеток на представата и само да седам да се соосамиш, можеби. Да се осамам. Така. Во буквална смисла, на литерари баш да се осамам и едноставно тоа ми прави некако еден премин, бидејќи премин од нормалниот живот, тековниот, трчањата и ова што е сцена, што треба да следи.
мислам дека тој ми е, како да кажем, сега со годините веќе ми е искристализирано дека тоа го сакам и си се почитувам себе си. Го правам тоа. Дали е потешко да се насмее или да се расплаче публиката? Се Јас расплаче. мислам да се Дали е потешко? насмее, Дали е да се потешко насмее. да се насмее? Јас мислам Да. да се насмее. Стварно? Да, многу потешко. Многу потешко. Многу потешко. Затоа што многу повеќе мајсторлук треба за комедија. Затоа што ние некако и како како баш ме изненадивте, како да, ген, сега ние сме- не. И како ген ние балканците сме така, знаеме, си влечеме на кај патетика и сето тоа кај нас, да расплачеш човек е Полесно, поедноставно, значи. па да му допреш Интересно. до емоција, до некое копченце е полесно. Каков е сега секојдневниот живот за да го насмеш човек ти треба Веќе многу леле повеќе. за насмевка колку треба на вистина. Готово со се што се случува околу нас. Особено ќе одвојам јас како го гледам тоа. Значи сега станува збор ако веќе сакаме да направиме комедија, ама здрава комедија, значи да не се базира на типот не знам псовки, Ефтини вулгарности, финти. ефтини финти, па за вау, ќе паднат сите во несвест. Не, зборуваме за еден друг тип на Квалитетен, хумор, да, издржан хумор. хумор, тие се најтешки, затоа што на вистина треба да направиш нешто кое што како да го наречам, е со друг приод од страна на актерот. Дури може и интелектуален пристап да има актерот за да знае што точно да направи за да не знам како да ви го објаснам, не се објаснува со зборови, Не, но да, комплетно на вистина е да, многу потешко да ги насмеш и тоа да трае затоа што не можеш да им ја потцениш интелигенцијата на прво место, второ на публиката никако. На второ место исто не смееш да се служиш со оние банални финтички. Финти, баш така. Значи не одат тие више така, не веќе публиката е И хуморот кој созреана што на бил друг пред некои начин. 30 Тоа сакам години, да сега кажам. не Публиката функционира. созреала Да, и функционира. и паралелно како што Да. се тече, се менува, треба и ние да понудиме сега веќе тип на Нови нешто, природи, нови природи. тип на нешто кој што ќе ги насмее сега во ова време. И затоа реков по интелигентен хумор што го викам Јасно. јас. Работите најчесто во група, како тим, колективна во работа. екипа, Колективна, колективна да. работа е. Што се случува кога не можете да се најдете со колегите? Во смисла на дали е тоа карактерно, дали е Кога не тоа можете да се најдете со колегите, се наоѓате со колегите. Како го правите тоа? Па во интерес се тепате, на се карате се. Не се тепаме Не, баба мислам, многу. така е Меѓутоа се муабетот. случувало и некаква препирка да има многу ретко. Меѓутоа и кога не се наоѓаш со колегата, ќе се Мораш да најдеш се најдеш. во интерес на представата, мораш да најдеш заеднички јазик. Значи некој мора да отстапи за нешто или тука е режисерот кој што ќе Да, тоа пресече. сакав да кажам. Да, Ако ќе имаш пресече добар ќе каже режисер, ова е патот. Вака треба да одиме. И ти си го голташ своето, нормално, затоа што на крајот на криштата режисерот е тој кој што ја води представата и неговиот потпис стои за Стои сето за тоа. тоа. Да. И не само тоа, кога се работи, извини што те прекинав, кога се работи за едно колективно дело, ти гледаш во име на цело тоа дело да успее. Значи нема тука се парцијално. не сега јас да се воздигнам, па нели, знаш, во тоа е однос и на- кога нема да се најдеш, Значи, се наоѓаш во интерес на едноставно, представата. Ако работи тоа за представата и ако е за општото добро на сите, се добро треба да се сепак запазат некои одредени кодекси, етика мора да има и да постои, значи да внимаваш да не навредиш и повредиш. Сите ние сме кршливи, ние сме луѓе, а точно, особено што затоа актерите се реков. едни вечни деца кои што се стварно многу фражили. служува. Стварно се многу кршливи. Мислам, ретко имало ситуации да... Не, јас да нешто претпоставувам се дека вие сите внимава, супер си да. функционирате, меѓутоа верувам дека па од друга страна секогаш има ситуација каде што и ќе се поткараш, па ама тоа знаеш не како оди, па не можеш да ситуации многу кликнеш. често па знаат да се решат и отпосле со ладни глави. Ти чеш чекај, ова се стварно тука можеме вака да го Така. направиме или на тој начин, ќе седнеш со колегата, ќе го изразговараш и тоа се решава. Така. Сега ќе се свртиме малку на она што во моментов го работите. Јас буквално ве извлеков од проба ги извлеков, за глумците пеат. Ќе се случуваат на 24 и 25. Таман сме, ова оди на 21, така да ги повикаме, пручам и гледачите да дојдат да ве видат каде ќе се случува настанот во Манат. Во Манат. Одлично. Исто како вај. Не знам колку сме име да откриваме Маја ке не утепа ако кажеме било што. Готови сме. Затоа нема да зборуваме за програмата. Ќе биде забавно во секој случај како што било и до сега, сигурно нема да изневериме публиката. Мене знаеш што ми е многу интересно, вие стварно знаете да пеете. Да. Нема да бидам скромна, ќе речам. Вие знаете да пеете. да, Јас предходната година гледав и тоа баш со мајка ми бив и бивме од почеток до крај онака занимени и само се буцкаме.
Леле знае да пеат. Леле знае да сега ќе пее. ти открием за една било кого. тајна. Онака дури фасцинантно колку добро знаете да пеете. Точно. Ќе ти открием тајна, татко ми пееше на првите глумците пеат. Не сум сигурна, негде дали беше 96-та. Може ќе му тепа сега Маја со годинава, ако ја грешам, неважно у моментов. Меѓутоа до тогаш сите пеачи пеа плейбек. Аха, добро. И се случија глумците пеат, каде што сите глумци вака излегоа на сцена со тресење и сите испееа. Некој подобро, некој полошо. Од таа година сите пеачи почнаа да пеат во живо. Затоа што им беше срам дека глумците што пеат во можат во живо, а они на сите така е. фестивали до тогаш пеа плейбек. Баш интересно. Така да видиш и ние сме биле пионери во Па нешто. како не, па како не. Ајде, време да направиме една мала кратка пауза. Овој пат сакам да го видиме, мислам дека и од видеозапис, од извидбата Гордана твоја, заедно со екипата која што... Четворката, познатата четворка. Со која песна бевте лани? I'm so excited. I'm so excited. Да. And I just can't hide it. Може да ја слушнеме. Tonight we're gonna make it happen. Tonight we'll put all other things aside. Give me this time and show me some affection. We're going for those pleasures in the night. I want to love you, feel you, wrap myself around you. I want to squeeze you, please you. I just can't get enough. And if you move real slow, I let it go. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. Yeah, yeah. I'm so excited, and I just can't hide it. I know, I know, I know, I know, I know. I want you, I want you. We shouldn't even think about tomorrow. Sweet memories will last a long, long time. We'll have a good time, baby, don't you worry. And if we're still hanging around, boy, that's just fine. Let's get excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. Yeah, yeah. I'm so excited, and I just can't hide it. I know, I know, I know, I know, I know. I want you, I want you. I want to love you, feel you, wrap myself around you. I want to squeeze you, please you. I just can't get enough. And if you move real slow, let it go. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. Yeah, yeah. I'm so excited, and I just can't hide it. I know, I know, I know, I know, I know. I want you, I want you. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. Yeah, yeah. I'm so excited, and I just can't hide it. I know, I know, I know, I know, I know. I want you, I want you. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. Yeah, yeah. I'm so excited, and I just can't hide it. Got to get it up. I know, I know, I want you, I want you. И се враќаме назад во студиото. Како? Не распеа Гуца овде во студиото. Да пробаме? И ние? Ајде. Ајде, чекај вака да дадеме ритам. 2, 3. I'm so excited, and I just can't hide it.
I don't want to lose control and I think I like it. Yeah, yeah. I'm so excited. I'm so excited. And I just can't hide And I it. just can't hide it. I know, I know, I know, I know, I know, I want you, I want you. Супер. Добре. Ова Маја да размислиш и мене да ме замисли сум глумица, ама Па може треба и водителите пеат. Па треба. Може, може, гости. Треба глумците и водителите пеат. Добри бевме. Одлично. Не, тоа е се тоа. сомневаш. Не се сомневам воопшто. Ту, сакам да знам што ќе пеете овој пат, ама ајде нема да Ајде откриваме. уште една недела стрпи, уште неколку дена. Уште се неколку ствари. дена ќе се стрпиме и ќе ве гледаме. Уште еднаш да кажеме, значи Македонскиот народен театар 20:30 или Не знам 20 колку часот. е. 20:30 чинам да почнеме. Ајде, не знам. Добро, 20 треба да 20:30 само- часот ќе си Не сме пробаме. стигнати до Не сме таму. стигнати Не до се таму. стига. значи Добро, не. уште се вежба, уште се се вежба. вежба. Да, тоа е Али најважно. мислам дека минатата година беше 20:30. Да, тоа време почнуваат чини. Така, на што работите во моментов? Она што ќе го пуштиме таци од тебе е Джеки. Колку Така. беше тешка улогата на Джеки Кенеди? Па никако прес како зборевме комфортни улоги или Джеки ми беше предизвик затоа што е пред се историска личност, попикона и тука не би требало да подвалиш, затоа што сепак носиш некаква одговорност. Иако е само драматуршка постановка, е сепак не е документаристички пристап на писателката, меѓутоа носиш некаква одговорност. Незиниот живот не бил и такако цвеќе за мирисање покрај целиот тој гламур кој што она го уживала и го живеела. Има многу гнили работи. Нормално, некои од нив се така украсенки во делото, меѓутоа има болни вистини, за кои што еве сега Джеки кога е на крајот од животот, проговорува за нив. Прозборува прв пат. Интересно. Да, и е предизвик, затоа што... Како е чувството да се работи на монодрама со оглед на тоа дека тука си сама на сцена? Па првично не беше тоа монодрама. Тоа беше дел од представата Драми на принцезите. Добро. Ја режираше Жива Бизовичар, која што дојде од Словенија, направи една аудиција, си одбра кои ќе бидат принцези, принцеви и така натаму. Јас отидов со Трнорушка на кастингот, ја добив Джеки. Така да, ете, некако мене ми беше доделена Джеки и тоа беше предизвикот да почнам да истражувам повеќе за неа. Во прво време не ми изгледаше толку страшно затоа што сепак пред мене беа колешките со една сцена, после мене беа колешките со друга сцена и во моментот кога одлучивме со управата дека ова ќе оди како монодрама, веќе настана и сега сум сама. Без разлика што и пред тоа бев сама на сцена, дури беше мојот дел. Ама сега си баш сама. Ама тука ми беа, ми дишаа во врат, Така, беа за така. поддршка овде, сега сум дефинитивно сама. Е некое возвишено чувство, е на некое друго ниво, меѓутоа ние актерите мора да се носиме со се. Така да мислам дека јас го прифатив тој предизвик, добро го носев сама со себе, како да кажам, и сега останува на публиката да суди го како е тоа. процени тоа. Имаме мал еден рилс токму од Джеки, така да режија може да го погледнеме, па се враќаме назад во студијата. Мојот лик е Джеки во монодрамата Драми на принцезите Джеки. Всушност тоа е Джеки Кенеди на крајот од својот животен пат. Не е документаристички пристап, него е само драмска конструкција за се она што е мачало Джеки во животот додека била прва дама. Ги повикува сега сите духови од минатото затоа што веќе не мора да молчи. Морала да молчи цел живот, но веќе кога е на крајот од својот животен пат нема зошто да молчи. Зборува за светлината на Мерлин Монро како контрапункт на темнината на Джеки. Зборува за атентатот на Џон Кенеди и зборува за загубата на своите деца. Постојано се навраќа на истите теми и постојано одново ги преживува и ги доживува. Не оди во патетика, но едноставно ги пласира на публиката за да може таа да ги доживее. Таа да ги слушне, таа да дознае за сите работи. Таа да дознае и зошто Джеки ги губела своите деца. Джеки зборува од позиција на слика, на врамена слика, од позиција на статуа на која паѓа еден маж кој крвари. Джеки зборува за своите мртви деца, за тоа како ги загубила, за тоа како дознала зошто ги загубила, затоа што дури на обдукцијата на Џон Кенеди таа дознала дека имаат кламидија. Сите тие работи се криеле од неа. Се биле тоа тајни кои не смеела таа да ги дознае, се додека била во брак со Џон Кенеди. Иако краток период од животот била прва дама,
само 2 години и 10 месеци, меѓутоа имала толку многу случувања за кои што еве до крајот на животот сакала некако да ги проговори за да бидат дознаени. Таа чувствува дека незината тајна, незината болка не е само незина. Тоа е болка на сите жени во светот. На сите жени и не само во незиното време. Генерации понаваму. Тешки некои теми, не знам како ги преживеа на сцена, но... дојди да видиш па да Ќе ги дојдам, преживееш. ветувам дека ќе дојдам. Јас обично ви ги гледам сите представи и затоа и знаев така да ве представам кога ве гледам на сцена кои сте што сте. Гоца во моментов нема театарска, меѓутоа се спрема, се подготвува да, немам филмска. театарска, мислам немам проби, иначе текове на репертоар играм во Так, фамилијата так. Адамс, играм бабата. Што ќе ги отруе сите. Што ги отресите. Одлично, одлично. Да. И моментално сме во припреми, треба да се снима, мислам дека дебитантско дело на Небојша Јовановиќ, се вика Божана, краткометражен филм. Игран и таму играм извесен лик од оние типови на се присутни жени, комшика Маре, Медарска и така. Сега сум така да речам малце Маре. во тој Комшика е? во тој Кај си, како бе, да комшика? кажам во тој муд да се треба да стартаме со проби идната недела и со снимање. Супер, значи си за бутите скоро, секако. да. Ајде, никако ни дојде крајот на денешното дружење. Брзо. Летно, стварно. Кој е фидбекот од тоа што сте и од тоа што го работите? Задоволството од задоволна публика. Задоволството од тоа кога ќе те сретнат и после неколку години и ќе ти кажа дека се сеќаваат на таа и таа представа и дека тоа и тоа предизвикало кај нив. Мене ми се случи после мојот маж да излезам, еден човек не чекаше и ми рече: "Фала ви многу што ќе давам 2000 денари на психотерапевти. Јас си доаѓам тука веќе Браво. четврти пат да ве гледам за 400 или 500 денари, не знам колку беше тогаш картата. Ја доаѓам веќе четврти пат да ве гледам." Значи задоволната публика, аплаузот е она кое што нас не храни како актери. Поголем Не се фидбек од тоа Нема. Служувам. Да, исто аплаузот или некои работи кои што сме ги направиле, еве конкретно пак мене ми се случува пак многу да ме препознаваат по приказните, луѓе постари да ми приоѓаат така и да ми кажат: "Еј, тогаш во таа приказна, јас и жена ми се изнаплакавме кога те видовме." Као сад веројатно дали се поистоветуваат, да, со или исто ми го препознаваат гласот, често знаат да кажат од сериите. синхронизациите што ги Така. работиме. Така да има и ден денес луѓе кои што ме викаат Ферхунде од ликот што сум го Ферхунде. прочитала пред 2009. Па Да. да, пред колку 2009. 17, така му доаѓа. Да, ма сите актери имате така еден специфичен Сакам да кажам, глас. сакам да кажам дека аплаузот од публиката, тоа е нешто кое што не се Со пари мери, не со се пари купува. не се Никако, Се никако, со сложува. ништо. Значи тоа е нешто кое безцена што тоа. ти го прави денот онака да се чувствуваш некако, не знам, као да лебдиш, као не знам, возвишено чувство е служува. Јас секогаш И од тоа јавата е- ја правам меѓу гостите, така да повелете. ќе се седнам Тука. меѓу вас, прво да ви кажам Срцка. Фала тебе. Фала тебе. голема благодарност што можностите да прозборуваме така за некои. Тама работа, задоволството е мое. Јас дури некако кратко ми е времето за да можеме да кажеме се што ни лижи, Да си да имаме можеме. муабет. Види, и актерството, Ни муабет, да. и актерството самото по себе има што да каже. Има. Има многу што да каже, ама тоа не значи дека ќе биде ова само и единствено гостување, така да се разбираме. Така, така. Уште еднаш ви благодарам. Овде ви кажуваме чао, имајте Чао, чао. прекрасна вечер. Се разбира се, гледаме следна сабота во 19:30.